Светлопис раскази за деца. Во времењата кога градот Мира блескал под сонцето на Ликија, таму живеел човек со благ лик и крутка душа. Тој се викал Никола. Уште од дете го сакал Бог и го љубил секој човек, сиромав, болен, стар или дете без родители. Кога пораснал станал епископ, но не барал почести, туку молчеливо служел и помагал на сите. Секој ден луѓето доаѓале да побараат благослов или совет, а Никола со благ поглед и со рака на срцето ги слушал, ги тешел и се молел за нив. Во истиот град живеел еден сиромашен татко со 3 ќерки. Толку бил сиромав што не можел да им даде ниту венчавка, ниту надеж. Гледајќи ги девојките како тагуваат, срцето на Свети Никола се стегнало од жал, но не сакал да биде фален, туку сакал да помогне во тајност. Ноќта, кога сите спиеле, тој се приближил до нивната куќа, носејќи кеса со злато. Тивко ја фрлил низ прозорецот и исчезнал како сенка. Утредента семејството не можело да поверува. Нивната прва ќерка ќе се омажи. Истото се случило и втората ноќ. На третата, таткото останал буден и кога го здогледал Свети Никола, потрчал по него. Кој си ти, добар човек? Како да ти се заблагодарам? А светителот со тивка насмевка рекол: мене не ми благодари, се што имаме од Бога. Ти помагај како што и тебе ти се помогнал. Еднаш брод со морнари плувел низ бурното море. Ветровите беснееле, брановите удирале. Морнарите мислеле дека се е изгубено. Тогаш еден од нив клекнал и викнал: Свети Никола, помоли се за нас. Во истиот миг, како со раката го заприлне времето, морето се смирило. Кога се вратиле на копно, морнарите отишле право во црквата во Мира и заплакале од радост. Ти ни го спаси животот, о добар пастиру. Свети Никола многу ги сакал децата. Помагал на сирачиња, ги хранел гладните и ги тешил тажните. Во еден град 3 деца исчезнале, сите биле во страв. Свети Никола се помолил и Господ му открил што се случило. Тој отишол, ги пронашол децата и ги вратил живи и здрави. Родителите плачеле од среќа. Овој човек е светител, тој не чува сите. Децата толку многу го сакале Свети Никола што секогаш на неговиот ден, 19 декември, оставаат чевличе под прозорот со надеж дека ќе најдат нешто внатре. Не чекаат бомбони, туку знак на љубов, а Свети Никола, иако сега е на небото, се уште се моли за сите нас, особено за децата. Свети Никола моли се за нас да бидеме добри, дарежливи и да го сакаме Бога, како што и ти го љубеше. Светлопис раскази за деца.